Огнило. Еден војник, кој се враќаше од војна, одеше кон родното село, кога на патот сретна една вештерка која му рече: Војнику храбар и млад, гледаш ли дрвоно има дупка, не баре склад? Ке сакаш ли ти моето огнило да го најдеш таму каде се скрило? Ме падна во дупката, ете сега, а внатре злато има, не е шега. Златото можеш да си го земеш веднаш, само врати ми го она што го имав еднаш. Веднаш, бабичке, огнилото ќе ти го најдам, одговори војникот, делумно од љубезност, а делумно или малку повеќе поради тоа што му се допаѓаше идејата за златото. Па така, тој се спушти во стеблото. На дното имаше ходник со 3 врати. Војникот ја отвори првата врата и најде куче со очи големи колку филџани за кафе, кој седеше на ковчег преполн со бакарни прачки. Младиот војник ја посла на подот магичната престилка што му ја даде вештерката и го стави кучето врз неа. Песот остана мирен како кип, додека војникот си ги полнеше џебовите со парички. Зад втората врата имаше куче со очи големи колку воденички камења, кое седеше врз ковчег преполн со сребреници. И тука младиот војник ја посла престилката и се награва од сребрените парички. Тој ја отвори и третата врата и пред него виде куче со уште поголеми очи кое седеше врз ковчег со богатство. Со помош на итрината на престилката, војникот успеа да го отвори ковчегот и во него најде купишта златници кои блескаа како сонцето. Си го наполни ранецот со злато и беше толку возбуден што ќе заборавеше на вештеркиното огнило ако не го видеше случајно како лежи на подот. Го зеде, а потоа пресреќен се искачи по стеблото за да излезе. Кога вештерката го виде војникот како излегува со огнилото, незините очи толку многу засветаа што војникот стана сомничав, па ја праша: Што е толку посебно ова огнило кога го сакаш по секоја цена? А што ти е гајле? Ајде давај го ваму, му одговори старицата нестрпливо. Што ми е гајле? Епа тогаш ќе си го задржам за себе, и одговори и избега заедно со огнилото и со се друго. Бидејќи тој никогаш немал кој знае колку пари, сето тоа богатство му удри во глава. Наместо да продолжи кон родното село, тој се упати во градот каде што живееше раскошен живот, обкружен со подлизурковци и ласкавци. Еден ден тој разбра за една убава принцеза која нејзиниот татко ја чувал во кула, затоа што според едно старо пророштво и било пишано да се омажи за обичен војник. Заинтересиран, младичот се обида да дојде до неа, но не успеа. Живеејќи во сиот тој луксус, наскоро војникот остана без кршена пара и без ниту еден пријател. Една вечер тој го искористи огнилото за да си запали оган и во истиот миг пред него се појави едно од кучињата што ги виде во стеблото. Ви стојам на располагање, господару мој, му рече кучето. Вчудовновиден и воодушевен, војникот не се двоумеше да му побара многу златници. Одеднаш, тој веќе не беше сиромашен и сам. Сепак не беше среќен затоа што беше обземен од една желба. О, колку многу сакам да се сретнам со принцезата. Па така, тој го зеде огнилото и побрза од кучето да му ја донеса девојката која ја чувале затворена во кула. Кога кучето се врати со заспаната принцеза на неговиот грб, војникот се заљуби бескрајно во неа и не можеше да се воздржи да не ја бакне нежно. Потоа кучето ја врати назад во кулата. Следното утро, девојката им раскажа на своите родители за она што таа мислеше дека е сон, а тие, загрижени, им наредија на стражарите уште подобро да внимаваат на нивната ќерка.
И покрај тоа, истата вечер, кучето успеа повторно да ја однесе од замокот, без да биде забележано. Поради тоа, кралицата реши да сошие џепче во нокницата на принцезата и да го наполни со зрна јачмен. Следната вечер, кучето се врати по принцезата, а трагата која оставаа зрната јачмен, што паѓа од малото дупче во џепчето, ја одведе кралската стража право до куќата на младичот. Кога го одведоа пред кралот за да си ја добие заслужената казна, војникот го удри огнилото 3 пати. Во салата се појавија не едно, туку сите 3 кучиња со огромни очи. По наредба на нивниот господар, тие им се нафрлија на кралот и кралицата, соборувајќи ги на земји, па со нозете во воздух, додека кралската стража, преплашена од нивното страшно ржење, се разбега. Луѓето од градот, кои брзаа да го видат казнувањето на војникот, извикуваа: 3 пати ура за овој млад и храбар војник. Охрабрен од овие зборови, војникот ја крена принцезата во своите раце и го понуди своето срце. Младите се венчаа и од тој ден владееја со кралството.